Здраво на сите и денеска ќе покажеме што е GitLeaks, како се користи GitLeaks, како се инсталира GitLeaks и сето тоа ќе го премениме на Java Spring Boot проект, кој што може да најдеме неколку secrets кои што се дефинирани во тој проект. Значи GitLeaks е една од многуте работки кои што вршат скенирање, тоа е детекција на така наречени secrets, secrets се например пасворди, конекцијски стрингови до некоја база, API key-ови и така натаму. И GitLeaks може да се симне од GitHub или со командата brew install GitLeaks доколку сте на macOS, но бидејќи ние сме на Windows оперативен систем, може да кликнеме на Releases и да ја најдеме например најпоследната верзија која што 8.18 и овде бараме кај Assets Windows за Windows GitLeaks кој што е за 64-битен Windows. И откако тоа ќе го симнете, тоест тој zip ќе го симнете, може да му направите екстракт и како што можете да видите GitLeaks одма е отпакуван и може да се користи без инсталација. Например, може да водиме, значи ние сме сега во GitLeaks директориумот и може да напишеме gitleaks.exe и може да видите дека ни дава некој output, тоест неколку команди кои што се користат за GitLeaks, например како што е, тоест GitLeaks може да врши детекција и протекција на secrets во GitHub репозиториумот, потоа може да наведеме config файл кој што може да дефинираме да скенира одредени стрингови кои што може да ги бара, но исто така може да го смениме форматот кој што го дава во output файлот, дефолтот е JSON, но може да биде и CSV, JUnit и така натаму, и со C.R може да наведеме локацијата кај што ќе го експортнеме файлот. Значи за користим GitLeaks како што прво мора да одиме да креираме folder projects. Значи одиме во projects и како што може да видите, имаме два проекти, но ние ќе искористиме свој приватен репозиториум и тоа го правиме со алатката git clone и линкот на репозиториумот. И како што може да видите клонирањето успешно, сега одиме change directory во Spring Security Full Tutorial, иначе ова е Spring Boot апликација која што е за Spring Security и како што може да видиме овде е дефиницијата на проектот и бидејќи ние сме Windows, немаме директно, например, да напишеме GitLeaks, туку можеме да најдеме кај ни инсталирано GitLeaks, тоест мене ми е во GitLeaks. gitleaks.exe, како што може да видите повторно ни дава output и сега може да наведеме свој config файл кој што може да вршиме скенирање. Значи, например, таков файл е тоест config.toml файл, тоест GitLeaks користи .toml фајлови за дефинирање на regex. Тоест овде имаме некои правила кои што треба да ги следи GitLeaks за да ни детектира, тоест да ни го скенира репозиториумот. Како што може да видите, овде имаме еден regex кој што може да скенира spring.datasource.username или пасворд и ќе најде се што е карактер. Например, во Application Properties во Spring Boot имаме файл кој што може да дефинираме конекцијски стрингови, пасворди, юзернейми за конектирање до база на податоци и така натаму. Значи имаме string, тоест вредност кој што е spring.datasource.url, кој што ни го дава локацијата на базата, тоест например во овој случај localhost, тоест локално е хостирана датабазата и датабаза се нарекува documents. Но доколку например скенирате одреден GitHub репозиториум
и например да кога има некој IP адреса 10.10.10.4 на порта 3306 кој што е за MySQL, може да се конектираме со одредена алатка, например MySQL Workbench, со одредени, например, юзерним и пасворд кој што ќе го најдеме и да пристапиме до таа база. Значи, како што може да видите во регистрот, значи имаме spring.datasource или юзерним или пасворд и се што ќе најде, и како што може да видите овде исто така го имаме оваа вредност, тоест целата која што сакаме да ја скенираме, кој што ја наведовме во config фајлот, и тоа ќе ни скенира се што е во кој што е наведено во spring.datasource.username и пасворд, и како што во овој случај ќе ни ги даде юзернемот и пасвордот за конектирање на оваа датабаза. Значи, потребно е да наведеме свој config файл, бидејќи по дефолт Spring, тоест по дефолт GitLix нема да ни го скенира, тоест нема да знае дека сакаме да скенираме Spring Boot проект, и тоа го правиме со дефинирање на config фајлот и патеката кај нешто ни е config фајлот, тоест тоа е во GitLix документот, и фајлот се нарекува config.tml. Исто така потоа наведуваме дали сакаме детекција или предикција. Ние сакаме да скенираме за secrets, че пишуваме детекција, тоест detect, и како што кажам претходно, со цртичка R може да дефинирам патеката кај што треба да се експортне овој резултат од скенирањето. Значи тоа ќе го направиме во истиот директориум, тоест во D GitLix, и името на овој файл ќе биде например reports.json формат. И како што може да видите, најдени се два ликови, тоест две secrets, како што ќе ги најде, ќе ни ги даде овие вредности, бидејќи ова е application.properties од Spring Security repository мод, и како што може да видиме, еве го фајлот, тоест reports.json, и да го отвориме, например со Notepad++, може да најдеме дека, како што, значи, дескрипцијата која што наведовме во config фајлот, зашто сакаме да бараме, и како што може да видиме, имаме match spring.datasource.username кој што е root, и кој што е во фајлот во source main resource application.properties од Јанев Никола, GitHub на GitHub кој што е собственикот. Исто така може да видиме дека и го најдовме и пасвордот, тоест spring.datasource.password, тоест се направи меч на овој regex и ни го даде се што е во spring.datasource.password, и како што може да видиме, пасвордот е пасворд. Исто така имаме одредени апликации, одредени вредности, например како што е датата, пораката која што е на кога правев git push и така натаму. Ви благодарам за вниманието.